Генерално во животот е идеално да најдеме модус, систем на функционирање во кој што би ги намалиле оброците количински, а би ја зголемиле нивната фреквенција. Значи, она што е пракса и корисно поготово во ваква ситуација кога ние де факто мора да внесуваме поголем волумен на храна за да ги задоволиме потребите за ситост, тоа е да јадеме барем 5 оброка на ден и при тоа да комбинираме барем 2 од тие 5 оброка да бидат овошје или зеленчук. При сите совети, иако ние во недостаток на време знаеме за време на ручек се да изедеме, од да почнеме со салата, па да продолжиме со главнани, па да завршиме со овошје, тоа е погрешно во принцип. Да, значи ние го оптеретуваме организмот, де факто не ги влечеме сите минерали и витамини што треба да ги извлечеме. Препорачувам да најдете време да направиме ужинки кои што ќе бидат зеленчукови или овошни или комбинирани во одредени ситуации, 2 пати во денот кои што ќе ни помогнат да извлечеме тоа што може да го извлечеме максимално од овие количини овошје и зеленчук. Сепак, ако почитуваме препораки здравствени, треба да внесуваме околу 400 грама овошје и зеленчук. Тоа не е мала количина. Тоа не е мала количина. Тука тоа значи дека треба да ставиме една банана, која што е околу 180 грама од прилика, едно јаболко, околу 150 до 180 повторно грама и можеби и еден портокал или една круша. Така сме ги задоволиле ние потребите од некои 3 овошја во ден. Во однос на зеленчукот треба да почитуваме она што е сезонски достапно и практично во конкретниот сегашен момент. Користи се, да речам, брокули, целер, моркови и така натака. Тука ќе извлечеме огромна количина на минерали и витамини кои што ни требаат за да го поминеме што поздраво овој период.